Ви благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги и колешки пратеници, почитуван колега Тунтев. Зборувавте за амандманот кој што се однесуван за обештетување на луѓето кои што имале некакви штети после земјотресите кои што го погодија Охрид, но тие се одразија и во Струга, Ресен, може би и во Дебарца. Веќе се спомна и бројки на околу 800 пријавени вакви проблеми. И сакам да се надоврзам кратко на вашиот говор, за да може понатаму да продолжиме и да опфатиме што повеќе амандмани. Ги спомнавте парите во буџетот кои што се предвидени за вакви ставки и нормално дека тие треба да останат ако има повторно некои ситуации, дали тие ситуации биле земјотреси, поплави или што и да се надеваме дека нема ни да бидат потребни. Но, кога во овој момент сме свесни дека веќе на 800 луѓе им е потребно обештетување или може би на повеќе, со овој амандман мислам дека нив би им дале сигурност, а и на другите граѓани би им дале сигурност која што навистина им е потребна, посебно во таа вознемиреност која што се случи меѓу граѓаните поради земјотресите кои што беа повеќе од 1000 во еден период. Сега се смирени, да се надеваме дека така и ќе остане. Дали ако имаме ваква ситуација, би се нашли во ситуација повторно да правиме ребаланс. Кога веќе ја имаме дадената ситуација, мислам дека би било убаво да го искористиме овој момент и комисиски да најдеме едно решение за истото да го обработиме како што треба и да им се излезе во пресрет на луѓето кои што биле погодени од моменталната ситуација со земјотресите. Знам дека го спомнавте неколку пати делот од буџетот, односно ставките кои што предвидуваат грижа за вакви ситуации, но според мене мислам дека е подобро тие ставки да ги оставиме доколку се случи повторно да имаме таква ситуација, а овој пат да го искористиме тоа што буџетот е отворен и да моментално реагираме во корис на граѓаните. Навистина, вчера ме изненади еден момент и така би ја завршила својата дискусија, дека сега за 2017 година се има некаков акциски план за вдомување, за наоѓање 100 локации за бегалци и сега малку е нелогично како толку брзо може да се најде решение за ваква ситуација, а сега кога станува збор за нешто кое што веќе е предвидено, тука да дискутираме и да разговараме дали и како да им се излезе во пресрет на граѓаните. Ви благодарам.